Добре ден за Дафина Стојановска од ВМРО ДПМН. Ребалансот на буџетот влезе во законодавниот дом. Испразнета каса, потрошени дури 80% од буџетскиот дефицит, планиран за оваа година во висина од околу 500 милиони евра. Од друга страна се ближиме до околу 6 милиарди буџет и нов зголемен дефицит. Жестоко ја критикувавте претходната власт за економското цунами, но зошто ВМРО ДПМН, новата владеачка гарнитура, ја продолжува политиката на перманентно задолжување? Благодарам прво за поканата и за моето прво гостување кај вас, Чомовски. Токму така критикувавме, но мора да се аргументи, односно да се потенцира фактот дека се работи за ребаланс на буџет за 2024 во моментов и наследуваме буџет кој што некоја друга влада го проектирала и како што кажавте, потрошен е повеќе од половина, можеби и за нецела половина година, така што од она што веќе го наоѓаме, мора некако да се снаоѓаме, да видиме што е приоритет за граѓаните и колку толку ограничени ни се можностите за да целосно го квалификуваме буџетот дека е развоен, но да ќе се потрудиме. Еве, за почеток, например, обезбедивме 100 милиони евра за општините, за да таму се започне со реализација на проекти кои што се од интерес на граѓаните. Исто така, за стартот за овие изминати месец дена влада, се обезбедени средства за септември да се покачат линеарно платите на 300.000 пензионери, што сепак за старт мислам дека е доволен доказ дека се грижиме за потребите на граѓаните и факт е дека буџетот е на вистина расцепкан, ниту една капитална инвестиција немаме видено, не само со овој последен буџет, туку и со изминати 7 буџети, а свесни дека единствено капиталните инвестиции, не само ние, туку тоа го кажуваат и сите економски правила, експерти, прописи, дека единствено капитална инвестиција, вложување во тоа, носи раст економски во било која држава, па и во Македонија. Но со ребалансот на буџетот предвидено е помалку капитални инвестиции, а повеќе социјални трансфери. Дали со ова сакате всушност да го купите социјално-економскиот мир кај граѓаните, особено имајќи во предвид дека подолг период кај македонските граѓани има социјално незадоволство? Јас кажав на почетокот, значи, ќе се потрудиме колку толку со овој ребаланс да го направиме развоен буџетот, но за жал мораме да внимаваме и на оваа компонента, бидејќи свесни сме дека минатите влади, например, ги оставија без плати за 4 месеци, например, вработените во македонски шуми, во македонски железници. Точно е дека мора да се внимава и на тој аспект и затоа дел, да не речам половина со половина, но да ќе изнајдеме начин подеднакво да балансираме и социјалниот момент во државата, но подеднакво да се фокусираме на капиталните инвестиции како единствен спас и единствено решение за да имаме економски напредок во државата. Господи Стојановска, како до одржливост на јавниот дог, кога е пробиена магичната граница од 60% од бруто општественото производство, според проценките до крајот на годината јавниот дог ќе порасне на 60 до 68%. Имаме ли капацитет да ги сервисираме долговите? Мора да имаме, нели, бевме обвинувани за ова првично задолжување кое што ќе ни дојде од наша пријателска држава, но мора да се изнаоѓаат начини, но паралелно со тоа мора да се инвестира во капитални инвестиции. Тие ќе го раздвижат комплетно општеството, ќе отворат и нови работни места. Нови работни места знаеме дека ќе значат нови вработувања, повеќе обртна средства низ државата, повеќе ДДВ за буџетот, така да мора да се снаоѓаме со она што го имаме затекнато. Не може да се случи преку ноќ, но мора да се внимава и на едната и на другата страна. Капиталните инвестиции ни се примарен фокус во моментов и мора на тоа постојано да се работи, бидејќи изминати 7 години не видовме ниту една капитална инвестиција, потрошени можеби беа близу 30 милиарди евра, нели, буџети кои што изминативе 7 години. Кои се бенефитите од унгарскиот владин кредит или заем, кој го земаме со 3%, дури и премиерот Мицковски вели дека тоа е за одржливост на стабилноста на земјата и регионот. Па знаете како, прво бенефит е тоа што е, нели, таква каматна стапка имаме, немаме дупло поголема како што имавме во минатите години и за почеток сметам дека ќе биде доволно, бидејќи во моментов оваа влада со овој ребаланс на буџет, како што знаете, принудена беше да издвои 4,1
милиарда денари за плати на луѓето во железниците и 5 милиарди евра за линеарното покачување кое што беше ветено во нашата изборна програма за да се покачат пензиите од септември нели за 2500 денари, така да мора од негде да се започне, но ако домаќински се планираат и се трошат сите средства без разлика дали се работи за заем или за она што го затекнуваме во буџетот, ако реално најмногу ги трошиме на работи, односно капитални инвестиции кои што дополнително ќе донесат средства во буџетот, сметам дека ќе може да се изнајде некое решение да трнеме барем една половина стапка во текот на оваа година, исчекор напред. Има ли скриени намери зад великодушноста на унгарскиот премиер Орбан да го одврзе кесето и да ни даде директни средства за да ги сервисираме, како што вие велите, долговите? Зошто Унгарија? Па некој може би требало да биде, ете нека биде и Унгарија. Нели познати ми се тие приказни кои се преплетуваат околу нели претходниот премиер на последниот премиер на ВМРО ДПМН, сепак ќе оставиме времето да покаже дали има скриени намери или се само честни пријателски на една пријателска земја која што сака да помогне, можеби заради тоа што се сеќава и нивните почетоци како биле, па зошто да не да помогне на една пријателска држава како Македонија. Во овој момент ни се потребни околу половина милиарда евра. Тоа беше формулацијата, ако добро паметам, на премиерот Мицковски. Но ако треба ќе побараме уште. Помалку е индикативно за обичниот граѓанин држава да сака да ви дава пари. Јас повеќе сум оптимист дека нема да има потреба да побараме уште. Мислам дека ќе се снајдеме и со оваа позајмица. Добро ќе покажеме каде ќе ги насочиме тие средства. Тие, како што кажав, треба да ни вратат назад средства во буџетот и пополека да почнеме се повеќе да се потпираме на своите нозе. Имаме финансиски капацитет да ги отплаќаме долговите. Ние за една година, според упатените 300 милиони евра ќе треба да вратиме само за камати. Ќе мора да создадеме, токму и на тоа се работи. Затоа, можеби најчесто употребуван збор ми е во вашево гостување капитални инвестиции. Капиталните инвестиции, ако правилно ги трошиме средствата, ако нема крадење, ако домаќински се работи, секако ќе бидат, според мене, единствен излез. И јас си во секое моје обраќање кога се зборувало на тема буџет или ребаланс во собрание, секогаш сум била најгласна на темата капитални инвестиции, бидејќи во името на капиталните инвестиции многу буџети пројдоа, но реално граѓаните ништо немаат видено. И ако видите со овој ребаланс, од предвидените почетно 730 милиони евра, со ребалансот се кратат само 2 милиони евра, и тоа само онаму каде што не е виден никаков напредок на. И само тука се крата, значи ние апсолутно не кратиме на капитални инвестиции. Дали со зголемувањето на пензиите ќе можеме да го држиме темпото на сервисирање на ќе имаме можности и ќе имаме капацитет буџетот да го ги сервисира обврските кон пензионерите? Па јас сметам дека ќе биде така, бидејќи од една страна имаме покачување на пензии, но од друга страна зголемена ќе биде потрошувачката моќ на пензионерите, со тоа ќе се зголемува, например, ДДВ-то во буџетот. Значи, тоа е двонасочна релација, бенефит имаат и пензионерите, но и Народната каса. Може ли да западнеме во должничко робство? Јас не верувам дека е можно. Со ваков капацитет како што е започнато да се работи, мислам дека не. Како ќе ги сервисираме долговите? Со ребалансот на буџетот предвидени се и капиталните инвестиции и сервисирањето, како што вие го нарекувате. За општините веќе обезбедивме 100 милиони евра, а во изборната програма ни беа ветени по 250 милиони евра годишно. Значи, веќе со буџетот за 2025 година ќе се одобрат 250 милиони евра плюс. Значи, за нецели 12 месеци општините ќе добијат 350 милиони евра. Ако тоа сметаме дека нема да биде добар инпут во буџетот, во општините да се гради приоритетни проекти кои што им се потреба на граѓаните, а знаеме кога се гради, дека целото општество се раздвижува. Кога сме кај капиталните инвестиции, што е со изградбата на коридорот 8 и 10Д, Бехтел и Енка? Ќе го симнете ли превезот на тајност?
Јас сум за тоа и мислам дека на тоа и работи министерот за транспорт и врски. Тајна беше, мислам, и за голем дел од тогашната влада, кога ние минатата година го изгласаа во собрание. Тајна остана и за антикорупцијска комисија, нели? Не целосен им го предадоа тој договор, така да сметам дека министерот за транспорт и врски има сериозни предизвици пред него и сметам дека и тоа ќе се разоткрие и ќе видиме дали имало тука нечесни намери, дали имало некакви нечесни договори. Се треба да се разоткрие пред јавноста, бидејќи тој проект се го чинат со народни пари, би требало да биде долго очекуван, повеќе од 10 години. Владата на ВМРО ДПМН уште во 2016 кога замина, пројдоа 7 години. Ветување има. Зошто ВМРО ДПМН ретерира во однос на ставот поврзан со американско-турскиот конзорциум из Бехтел и ЕНК? Првично најавувавте пред да дојдете на власт дека ќе го поништите од овој договор, ако добро се сеќавам, а сега велите дека ако се поништи договорот ќе имаме контраефект. Не знаете како? Јас, например, не се сеќавам дека некој од нас кажал дека договорот ќе се поништи, туку дека ќе се ревидира. Значи, тоа е договор, еве да речам на друга тема да не се префрлам, слично како преспанскиот и бугарскиот договори кои што се веќе верифицирани и со кои што без разлика актуелната власт во тоа време се обврзала дека мора да се спроводат. Но да, ревизија да има, да се види дали точно толку средства се потребни, можеби и повеќе ќе бидат потребни, ревизија секако мора да има. А за поништување, јас не се сеќавам дека сме ветиле такво нешто. Две политички прашања. Најавувавте и најавувате сериозна битка против корупцијата и криминалот. И го слушаме и ехото од бизнес заедницата дека владењето на правото е предуслов за добра бизнес клима. Од каде ќе почнете? Од своите да ги чистите или ќе влезете со политичките опоненти? Јас сум за рамномерна битка со сите подеднакво. Се треба да се прочешла, се треба да се разоткрие без разлика кое име и да стои под сторен криминал. Меѓу останатото, бидејќи зборуваме за буџет, ако говориме за тоа како планираме дефицитот да се намалува, еве и таа приказна, тоа е, нели, ние имаме постојан контакт со бизнисмените во Македонија, точно е дека бараат конечно да се започне една робусна битка со сивата економија. Кон оваа држава мора сите подеднакво да сме обврзани да плаќаме и даноци и комунали. Не може да има луѓе за кои што важат закони, луѓе за кои би биле привилегирани само затоа што се власт. Така да апсолутно сметам дека таа борба ќе се започне подеднакво и рамноправно за сите, без разлика на имињата. Прекројување на државната каса, должничко робство не следува ли? Не. Ова е само почеток кој што најавува дека сме далеко од должничко робство, туку борба за економски напредок на државата и потпирање на своји нозе. Без да имаме потреба од било какви позајмици, се надевам можеби во скоро време не, но работиме на тоа Македонија да биде економски независна држава. Еве, ќе бидам принудена пак да го споменам она инвестиција која што ќе значи енергетска независност на Македонија. Може ли да зборуваме за економски развој со раст од 2%? Не, но ние во нашата програма ветивме дека растот ќе биде од 2,5% нагоре, но не ветивме дека тоа веднаш ќе се случи. Со овој ребаланс се обидуваме да се справиме со она што го затекнуваме. Капитални инвестиции ни се приоритет, домаќинско трошење на секој еден денар, кратиме десетици милиони евра исто така на трошоци за кои што сметаме дека во моментов не се битни, како на пример купување мебел, возила, реновирање и слично, градење на проекти по општините со она што го ветивме, но исто така градење на автопатишта. Сето тоа значи една, како велевме ние, ново поглавје за Македонија, кое што мислам дека само што започнува. Кога велите ќе работиме на домаќинско трошење, дали за вас е домаќинско трошење пола владин кабинет доди во Соединетите Американски држави во бизнес класа? Не гледам зошто тоа станува тема кога претходни 7 години истото тоа се случувало. Ако е бизнес класата проблем за владата, јас повеќе би рекла проблем дека е зошто
наназад години не велам дека само овие 7, да бидам искрена, зашто, например, оваа држава независна 30 години не се потрудила да купи еден приватен владин авион. Знаеме дека само еден авион има во кој што со се екипажот собираат 7 до 9 луѓе. Нели е тоа срамота? Па сте имале можност сега да покажете сосема поинаква слика, на? Па јас сметам дека според распоредот што го имале во владата, јас сепак сум од собрание, сметам дека не им дозволувале можностите толку многу да чекаат во лет за да земат економска класа и слично, но сепак за тоа имаше одговор премиерот. А ако сметате дека делегацијата не требаше да биде исполнета со луѓе кои што беа, како например министер за одбрана, министер за надворешна политика и слично, тогаш како ние да се представиме како држава ако тие луѓе не биле таму испратени? Во кое својство беше министерот за внатрешни работи, кога веќе ги спомнав? Па претпоставувам заради договорени средби со поединци таму и сигурно било предвидено дека е потребно и неговото присуство. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Исто јас, ми беше задоволство. Дафина Стојановска од ВМРО ДПМНЕ.